Пак членовите на Националниот совет за евроинтеграции имат предност. Не, мислете дека сите сме еднакви, ама не сме. Значи, ќе го замалам господинот Антони Пешев, мислам дека ќе биде добро да го чуете него, бидејќи е член на Националниот совет за евроинтеграции, он прв, а потоа како се пријавувавте, така ќе оди. Повелете. Председател, благодарам на можноста. Драги пријатели геймери, за разлика од многумина од вас што мислите дека не знаеме што правите, ние знаеме што правите. Кратко да ви се представам, значи јас сум Антони Пешев, еден од основоположниците на македонската информатичка индустрија. Газда сум на и Ултра, и Унет, веројатно ви се добро познати, према тоа знам отприлика што говорите. Не сум геймер, меѓутоа знам за што говориме. Само се станав да ви кажам неколку работи. Во право сте, не за се, значи има негативни аспекти кои нашиот драг пријател проба да ги заташка во убава обланда, меѓутоа, ако ги знаеме проблемите, тогаш да се осврнеме на проблемите. А ако имаме други проблеми за реализација на ова и ова да стане некаква нормална активност во државата, а да не изигравате црна или сива материја што се движи некако по клупчиња и по некакви затворени простори каде што немаме контрола на тоа што се случува, мислам дека сте на правото место и мислам дека оваа проблематика мора да биде обработена и треба да биде поставена на некое нормално цивилизацијско ниво како што заслужува во овој момент. Знаете како има една реченица дека кој не сака да ги слуша громовите ќе мора да се суочи со олујата. Тоа е уствари, ако ние можеме да ги затнеме ушите за кратко и да се правиме дека тоа не постои, дека не знаеме што се случува и дека не знаеме дека светот обрнува помеѓу 100 и 200 милиарди во овој момент. Дали врвот е 200, 500 милиарди, 1 трилион, не знаеме. Приказката почна со многу наивни потези, ги видовме игрите. Денеска говориме за виртуелна реалност која е многу комплицирана, меѓутоа и предизвиците и шансите се тука. Последната работа што треба да направиме е да не сакаме да слушнеме што се случува во овој сегмент. Кратко образложение, знам дека кога примате пари во Македонија, треба да ги пријавите на даночните служби во државата. Кога примате пари од странство, не смеете да ги имате сметката во странство. Ако ви фатат, сте направиле кривично дело. Колку е далеко отидено неразбирањето на тоа што се случува во државата. А нашите картици не ги прифаќаат секаде. Дека е ова бизнис, бизнис е. Дека е ова нешто што се случува нас дневно, во секој дом, ни се случува. Ама дека во овој момент, мислам дека ќе биде многу важно да овој тип на дебати и комуникација се направи, е повеќе него потребно заради тоа што неразбирањето е многу високо. И мислам дека таа приказка треба подхитно да ја направиме на ниво во која ќе почнеме барем да го дигнеме на нивото на регуларниот производство на софтвер. Затоа што геймингот не е само производство на софтвер. Кога би било само производство на софтвер би било многу лесно. Геймингот е и играње на турири, геймингот е и продажба на маркетинг, е и коучинг, е и стриминг, како што рековте, е и продажба на права за трикови, за пасворди, за не знам што се е бизнис во оваа индустрија. И сето тоа прави пари. И треба да биде регулирано. Лошата вест за вас е дека треба да биде регулирано и ќе плаќате данок. Ама и треба да плаќате данок за да живеете како нормални луѓе. Да не бидете сива структура во државата, заради тоа што и син ми го игра тоа. Значи, дека тоа одне враг шалу, го видов кога главниот сервер дома, хамачи сервер станал за Майнкрафт. Инаку дека јас примев информацијата за типот од Майнкрафт дека си купил таква куќа, право да кажам ме разочара типот, очекував дека ќе си ја направи на Майнкрафт, нели на коцки. Ама претпоставав дека не е љубител од многу коцки, не е љубител на таква коцкаста куќа, па малку му пошарет куќата. Не, во ред е. Сакам да кажам дека сепак нема толку неразбирање како што на прв поглед изгледа. Сепак ова не е толку нерегулирано, има многу проблеми, затоа сте тука и затоа треба да бидете поорганизирани. Значи, од вашите асоциации ќе се бара да ги потенцираат главните проблеми, да се поентираат работите кои треба да бидат, можда не во еден закон, можда во повеќе закони вградени и полека ова да станува составен дел на нашата. Кои се позитивни аспекти на оваа приказка, ќе ви кажам како работодавач во информатичката индустрија. Низ овој сегмент, ако ги земеме сите негативни аспекти на асоцијално однесување на луѓето,
зголемувањето на ниво на агресија, употребата на говор на омраза, злоупотребата на истите тие канали за формирање на субверзивни групи кои се под контрола на чудни, што фактички и реално постои како проблем. Има и многу позитивни аспекти. Да не заборавиме дека симулаторите за летање почна како сериозна работа, отидоа у геймингот, се врати истите во сериозниот бизнис. Денеска мислам дека упола е помалу летањето на реалните пилоти заради софистицираноста на летачките симулатори. Значи, апсолутно мислам дека производството, разбирањето на тридимензионалното проектирање, виртуелната реалност, начинот на комуникација, изразните средства, начинот на изразување, со сето се сложува. Мораме да го развиваме кај нашите луѓе и полека, и особено кај младите луѓе. Иначе ќе ни побегнат, ќе ги донесе до некој ниво, особено ние добрите ќе престанат да играат и за Македонија, ќе престанат да играат. Многу пари се, некој друг им понуди варијанта. Околу нас изгледа дека се случува многу побрзо тој тренд и затоа треба да бидеме внимателни. Немојте да ни се случи да не само да ни бегаат децата во Германија, Америки, не знам каде, да ни бегаат у Србија, Бугарија, Косово, не знам каде што ќе имаат подобри услови за функционирање. И се слагам. Не се толку големи технолошките проблеми како што беа споменати, не се тие клучните за таа работа, повеќе по мене е она што треба да го направиме, тоа да го разбереме сериозно. Не како играчка, како што некој спомна, него да го разбереме како сериозен тренд, заради тоа што ова е подеднакво и добро и опасно, како и социјалните мрежи. Ако не се однесувате према нив со сериозност, ќе ви забегаат. Немаме тела за контрола, немаме тела кои вршат мониторинг за тоа кој што смее да прави во оваа работа, немаме тела кои можат да спречат превентивно проблеми кои може да настанат, и ако се до тоа го ставите на куп и само викате не чини, не ја постигнувате целта. Тоа ќе си продолжи да си функционира, само го покривате купот. И заради тоа мислам, станав повеќе да ви кажам дека за разлика од тоа што на прв поглед може да се случи да мислите дека никој не знае што правите, доста од нас разбираат што правите. И мислам дека во вистина е дека треба на оваа работа да се пријде на цивилизиран начин и да се даде некаква логична рамка во која и вие ќе бидете задоволни, а и државата нема да има однос таков смешен како што има према една популација која се повеќе и повеќе расте во државата и која се повеќе и повеќе е дел од нашата реалност, вклучително од нашите семејства. Толку, за да благодарам, се надевам дека ви беше корисно. Благодарам многу, господине Пешев. Следен за говор